Добро дојдовте на денешната промоција. Јас се викам Ристо Чулев и сум еден од промоторите. До мене седи Маја Цетановска. Таа е вториот промотор. Имам за чест да ја промовирам публикацијата 10 совети за учтиво однесување со деца со попреченост, која ја направи Ирена Поповска, председателката на ПРКОС, невладина организација, која што квалитетно, добра, се грижи за потребите на лицата со попреченост. За да може да се реализира оваа промоција денес, учествуваа многу соработници. Еден од нив е Ирена Апостоловска. Таа ја преведе книгата, односно англискиот документ, американскиот се извинам документ, државен. Вториот соработник е Ивана Марковска Докоска. Таа ги правеше илустрациите што ги гледате во моментов на постерот. Третиот е Татјана Балевковска, таа беше лектор. И најмногу од се, за да може да се реализира овој проект, видеото, постерот, е заслужна НЛБ банка за незините финансии. Благодарност до сите, како и до Комо студио, дизајн. И тоа е. Благодарам што дојдовте. Инаку, треба да представам исто така ПРКОС. Што прави ПРКОС? Истекот на овие години. За лицата со посебни потреби, а и за општеството воопшто. Значи, ПРКОС прави добрини, решава проблеми, кажува луѓе ве поддржуваме, открива вистини и ја сменува свеста, како на општествено ниво, така на индивидуално ниво. Денес, ова е многу значаен момент за мене, како човек и како професор, како филозоф, затоа што се прави еден голем чекор во однос на поддршка на лицата со посебни потреби. Зашто е ова многу вредно? Зашто е ова многу значајно? Поради тоа што се поставуваат квалитетни идеи, методи и вредности, како треба да се живее со прифаќање на разликите, со прифаќање на индивидуалноста, секоја индивидуалност. Тоа е многу значајно, уште повеќе значајно, бидејќи ова промоција се однесува на децата, децата со посебни потреби, односно со попреченост, останатите деца кои што не се со попреченост и нивните родители. Зашто? Бидејќи им дава надеж дека постои поквалитетен начин на живот. Благодарам од мене, сега и давам збор на Маја. Hvala Risto. Јас сум почистена што сум денеска тука. Јас сум голем обожавател на работата на ПРКОС и на Ирена. И секогаш кога ќе издадат нешто ново, не само што се радувам и што сум љубопитна да видам што е тоа следно, туку и се правам, доживувам некој олеснување, дека сега ќе имаме уште нешто што ќе не поддржи нас, јавноста, за да знаеме како да се однесуваме во некои ситуации во секојдневниот живот. Изданијата на ПРКОС се секогаш насочени кон поддршка на јавноста да разбере на кои се начини може да биде некој може да биде попречен да функционира во своето секојдневно живење. За мене зборот попреченост е малце не многу јасен и не се чувствувам секогаш многу лагодно со тој збор, па имам потреба и да го објаснувам што за мене значи и што сум прочитала во литературата дека значи и со што јас се осеќам окей, а тоа е дека попреченоста се наоѓа надвор од лицето. Ние сите сме различни, сите сме единствени оригинали на овој свет кога сме се родиле и ниту некој пред нас се родил како нас, ниту некој повторно ќе се роди како нас. Така да единственоста е нешто што е природно и е карактеристика на човечкиот род. Разликите во тој контекст се исто така природни и иманентни на човекот. Она што е проблематично е тоа како е уреден светот во кој што живееме. Тој е уреден по мерката на мнозинството, на мнозинските сличности и многу малку е осетлив за разликите, особено разликите кои што се ги има во помал број. Така да
Кога зборувам за попреченост, сакам да мислам на тоа колку и какви можности имаат сите деца и сите луѓе во едно општество да ги развијат своите потенцијали до максимум. Некои имаат многу такви услови, тоест малку попреченост, а некои имаат малку услови и многу пречки во својата средина во која што живеат. Сега една од пречките е незнаењето. Во овој контекст, кога ја промовираме оваа публикација и видео и постер, зборуваме за попреченоста во комуникацијата меѓу луѓето, која што потекнува заради недоволна информираност, недоволно познавање, која што е базирана на едно, тоест непознавањето може да предизвика чувство на нелагодност кај соговорникот и заради тоа да не знае како соодветно или да се постави. Но не треба да се грижиме, бидејќи со овие 10 совети, што ќе видите во видеото, ни ги прикажуваат Бистра, Јане и Ева, ние веќе сме на сигурно, затоа што точно ќе знаеме од сега понатаму како треба да се поздравиме со некој кој што можеби нема една рака, или како да разговараме со некој кој што не слуша. Така да можеме да издишеме, како што чисто ќе викаат и тие во видеото, да се опуштиме и лабаво да си поминеме со секој со кој што ќе се сретнеме понатаму во иднина. Овие деца се навистина инспиративни учители. Јас би сакала сега да ве повикам да го погледнеме видеото и да научиме нешто што нас ќе ни направи да се чувствуваме по-комфортно во своја кожа и по-компетентно. Совети за учтиво однесување со деца со попреченост. Преминали сме, дечки. Јас сум. И јас. Хајде да почнеме, имаме многу работа денес. Здраво, јас сум Јане. Здраво, јас сум Ева. А ти? Што јас? Ќе се представиш ли? Океј, јас сум Бистра. И јас сум нараторот. Сега да почнеме. Знаете ли дека во нашата Македонија има околу 250.000 деца и возрастни со некаков вид попреченост? Мислам дека ќе се согласиме дека тоа се многу луѓе. Тоа значи дека е голема веројатноста да имате член од вашето семејство со некоја попреченост, да имате пријател со попреченост или слично. Можеби да сретнете лице со попреченост денес или утре. Ова е многу квалитетно видео и мене ме плени тоа што малите деца се многу јасни, прецизни, недвосмислени во исказите. Стандардите ги поставуваат на најквалитетен начин. Дали сакаш да дојдеш на сцена да ти дадеме признание дека без тебе другите деца квалитетни немаше да се реализирало на сцена да дојдеш. Да видат долу така. Повикав, затоа што може да се сртиш на сега. Повикав, бидејќи ми остави со бале многу впечаток кога дојдов кога дојде. Искрено сакаше да поминиш, искрено се израдува за манифестацијата и сметам дека овде во публиката треба сите да ти дадеме признание дека вредиш како многу голем човек. Дали сакаш нешто да кажеш за ово што го снимаше? Мене ми е многу голема чест да сум во ова видео, бидејќи знам дека сите деца сме исти и треба да се сакаме и почитуваме меѓу себе. И тоа ми беше многу драго да го кажам во ова видео. Благодарам за тоа што направила видео да биде добро и посакувам многу успех. Да продолжиш да правиш добри дела. Многу ќе им се најдат на луѓето. Си благодарам. За да го кажам ова што денес го кажувам,
да не биде само теорија или пуста желба да направам нешто добро. Правев истражување со специјални едукатори во средно училиште и специјален едукатор, односно наставничка негователка во градинка. Прашањето до нив беше дали овие правила, овие вредности ќе бидат добри за малите деца, дали ќе се вознемират, дали ќе бидат изложени на опасности или на непријатно чувство. Одговорот беше следен. Првиот од негователката. Ице ми рече, децата се наемпатични на таа возраст и многу сакаат да прават добри дела. Меѓутоа, за да прават добри дела треба да бидат правилно воспитани. Треба да им се дадат добри насоки. Не со сила, вика, има деца што ќе прифатат, и мал број што не прифаќаат. Меѓутоа, тие што ќе прифатат да прават добро дела, им помагаат на другите деца на оваа возраст со попреченост, ќе го прават тоа на најубав начин, со љубов и со радост. Оваа брошура е многу убава вредност, многу квалитетен метод, алатка за како децата да живеат во хармонија, како децата со попреченост да бидат прифатени од децата кои што не се со попреченост, а овие што не се со површеност да учат како да даваат. Во тој контекст, ова е многу убава вредност, метод и алатка, ќе повторам. Што е многу важно, сонот од овие вредности на секој дете и дека дава или дека ќе биде дадено, или ќе му биде дадено, дека ќе биде слушнат, дека вреди. Тоа е многу важно во давањето. Кога сум болен или кога сум со некаква попреченост, многу ми е важно некој да ме сака, некој да ме цени, некој да ме почитува. А кога децата ќе научат како да даваат, како да прифаќаат, и кога децата со попреченост ќе научат дека се прифатени, кога ќе пораснат немаме да имаме проблем да ги воспитуваме или да ги образуваме. Тоа е вториот одговор што го добив од специјалниот едукатор за адолесценти. Тој ми рече, сакаат да пристапат, ама не знаат како. Е вака како мали, кога ќе бидат обучени, воспитани, образувани, да знаат да дадат признание, дека некому вреди покрај тоа што е различено. Нема да имаме проблем. Имаме поквалитетен живот. И на личен план, и на обществен план. Благодарам. Јас ова видео и оваа публикација ги гледам како насочени кон возрастните повеќе, нели, бидејќи тие ја носат одговорноста за да, како што ви кажете, да ги воспитаат децата, да ги едуцираат, да ги поддржат, да можат да се снајдат во светот во кој што живеат. Па тука во овој контекст би сакала да подсетам на тоа дека потребата да бидеме видени е универзална, важи за секого, за секој човек на планетава Земја. Колку се помали децата, толку е поважна и неопходна за преживување, но и кога сме возрастни, исто така ни е многу важно да се почувствуваме видени, препознаени од другиот со кој што сме нели во контакт. При тоа да сме видени не мора да значи дека треба да сме видени само со очите, треба да сме слушнати, треба да сме доживеани, треба да бидеме уважени за тоа што сме почитувани и да градиме еден равноправен однос едни кон други. Наместо да се плашиме едни од други, да се заобиколуваме или да се игнорираме. Во тој контекст овие совети што ни ги кажуваат Јане, Ева и Бисера се исклучително корисни, бидејќи можат веднаш да се употребат, веднаш да се стават во пракса. Кога зборуваме за комуникација, има една магична состојка за мене, што сакам да ја донесам тука, а тоа е присутноста. Значи, за да вистински да комуницираме со некого, не е доволно само да се донесеме со телото. Потребно е да се донесеме најпрвин со отворен и исчистен ум од никакви очекувања, од никакви стереотипи, предрасуди. Да бидеме присутни за лицето што е тука пред нас, да го видиме онакво како што ни се покажува во моментот, да го слушнеме со сето тоа што сака да го сподели со нас и истото да го направиме и ние. Од практичен аспект што би значило тоа? Да слушам внимателно, да слушам активно, да проверувам дали сум разбрала.
да внимавам колку простор јас окупирам од тој наш заеднички простор, дали премногу зборувам или премалку. Да бидам свесна за тоа како јас се чувствувам во тој момент и да го споделам на соодветен начин или со другиот и да препознам како се чувствува другиот. Тоа се отприлика некои квалитети на присутноста. Најблиска за мене е до љубопитноста. Да кога влегувам во некој однос, неоптеретена со некои мои претходни очекувања или знаења и како да се будам на некоја нова планета. И се што гледам ми е ново, не знам како се вика, не знам што значи, но тука сум со мојот капацитет, со мојата љубопитност, со моето внимание, да слушнам, да видам, да препознам. И тогаш мислам дека се случува магија. Се случува магијата на поврзувањето. Кога има препознавање, кога има уважување, тогаш има вистинско поврзување. И плюс ако ги користиме овие 10 совети, тука може да се случат многу магични нешта, како нови другарства, нови партнерства и што ли не. Така да ве охрабрувам да ја вежбате да го вежбате овој квалитет на присутност и да уживате во комуникацијата со секој што ќе го сретнете во текот на вашиот живот на оваа планета. Фала ви. И за крај, кои се констатациите, односно, што треба да правиме? Што сме направиле ние за другите луѓе? Што сме направиле за себе? Колку јас вредам како човек? И суштински прашања, за да се подобри општествениот и личниот живот. Мојот личен стандард е дека јас сум среќен, односно сум добар човек, сум во хармонија, доколку можам да помогнам некој, доколку можам да му дадам некакво добро и да предизвикам некакво среќно чувство. Овој Марк Кикерон веле, Јули Кикерон веле, не сме создадени за да живееме сами. Мартин Лутер Кинг има друг стандард, веле, секој е голем, секој е значаен, доколку му служи некому, служење во форма на помагање. Или Ана Франк, кој што вели, никој не е помалку беззначаен, доколку помогне некој. На таа цел, доколку имате некои прашања или сугестии, ви повикувам на дискусија, како и на дискусија да кажете што мислите нешто за филмот или за овие 10 правила. Воедно и се заблагодарувам и давам почит на Ирена за сите квалитетни работи и за овој проект што го направи, затоа што е многу важен и за децата и за воспитно-образовниот процес. Исто така почит и за Гере, кој исто така прави многу добри работи на ова поле. Благодарност уште еднаш и до малите, до Ева и до овие деца кои што не се присутни, а направи ова видео да изгледа многу добро и придонесе за општеството да биде поквалитетно. Ви благодарам што ве се тука и ве поканувам на дискусија. Би сакала прво да ви се заблагодарам за ова што го имате направено. Сите што сте учествувале во ова, намената е за дечињата. Ова е наменето за дечињата да ги научиме. Меѓутоа, тоа што свативме денеска и тоа што успеа мојата внука Ева да ме научи мене, е дека ова е исто толку важно и за возрастните. Ние како возрастни многу често забораваме на овие работи без разлика што сме свесни за сето тоа. И најголемата грешка која што ја правиме, мислам дека е понекогаш од тоа што сакаме на луѓето со попреченост да направиме да не се чувствуваат непријатно во моментот, нашите реакции баш спротивното, не намерно, не со лоша цел, баш спротивното го постигнуваат. Ова се работи кои што секојдневно треба да ги правиме, кои што треба да не потсетуваат и да не освестуваат дека сите сме исти. И навистина ви благодарам зашто ова колку што е за малите, толку и за нас. Фала ви. Благодарам за коментар. И јас ви благодарам и само сакам да се надоврзам на вас во поддршка на тоа што го кажете. Значи, децата најдобро учат спонтано по модел. Кога возрастните би знаеле како нели да постапуваат, нема да има потреба да се седне детето и да му се објаснува како сега треба постапува, туку едноставно ќе го следи примерот на возрастниот.
Повеле. Ако може јас нешто да се надоврзам туку на последниот коментар, па хајде како да се научиме сите. Мене тоа би ме интересирало. Постои ли некаква можност, на пример, да се прошири оваа иницијатива, да се подигне видливоста, да се постават, не знам, во јавни простори, вакви плакати, во институции, владени и невладени, значи секаде каде што може, секаде каде што едноставно автобуски станици, реклами, мора да постои некаков начин и мора да постои од некаде слух, затоа што целосно се согласувам со претходно кажаното, едноставно не знаеме и колку и да знаеме, некогаш забораваме. Се наоѓаме, например, нели, затекнати во ситуација, а би можело многу да помогне. Значи, постои ли некаков механизам, дали нешто може би се планира или дали може би се размислувало во тај начин? Као односно ова денес што го правевме, во мојот совет, мојот прилог во септември ќе идат во сите училишта по стерите. Градинки, да, општини и секде ќе стат институции, кај што треба, Министерство, Биро за образование, така. Предлог е да има 2 пати годишно видеото да циркулира, да има соработки, да идат лица со попреченост и да зборат што повеќе манифестации. И сега на индивидуален план тоа можеме, на општествен план не можеме, ние треба Министерството за труд и социјала, другите институции, а вака на Фейсбук да шернуеме. Сега ако ќе го шернеме видеото, сите да го шернеме на стиктеле, да продолжи, да ги фалиме младиве во што го прават, секој позитивен збор да го фалиме, и така. А покрај градинките, дали ќе бидат упатени училиштата за Да. Затоа што сум сигурна дека и на наставниот кадар и тоа како би му помогнало, значи јас сум самата по струка професор и можам да зборувам отворено дека за многу колеги би било многу корисно. Независно дали работат со нели оделенска. Има. Работи Министерството и ова за образование и за труд и социјална политика. Ние имавме обуки за тоа што е разлика, што е лице со попречено, што е лице со посебна потреба, како треба, што треба. Ама не е доволно само формалното образование, и неформално треба да се действа, институции и повеќе ангажман на одговорните институции. А ние вака индивидуално тоа можеме да направиме, плакатите да ги залипиме, да стојат на остав, да ги подсеќаат. Во овие ходниците што се пушта музика, има екрани вака големи, тука треба да циркулира. И сега треба мерата да се најде колку пати треба, за да не премине па и во идеологија. Така, за да не се ствара одбилност кај другите. Инаку, тоа ние имаме за предлог и со ова пркос, ќе продолжи да пркоси. Ја мислам и така ќе искористиме и постерите, и овие публикациите. Многу убаво сега, например, што повеќе да се печати овие материјали е многу важно. Зашто кога ќе има малото дете сликава, сликовницава, многу убаво чувство се појава, нели надеж, во состојба на очекување дека нешто добро ќе се случи. Печатени материјали и да не се прекине, континуитет да има, континуум, непрекинато да се работи на това. Еднаш месечно да се шернуеме плакати постери, да ги мотивираме пракоси другите и да прават други плакати, други сликовници. Јас кога сакам да направам некоја промена, ја користам групата за Вибер во која што членуваат родителите од далинија, кога ќе видам дека е нешто вака релевантно што навистина мора да се тоа не го правам секако, секој ден да ги имам. Третирам, ама да чисто како предлог, тие што имате деца и сте членови во Вибер група, мислам дека многу родители ќе го ценат. Ја велам од 30 на 5 родители да им значи, да им смени нешто, веќе е некоја промена направена. А многу е важно и волонтерски акции да има. Например, да се собереме или да направиме група, ај у парк да делиме, ај, етикети, постери, идеи, вредности да споделуваме така. Тоа сме. Некој друг има нешто да кажа? Не. Ве благодарам.